финален ден од 50-тото јубилејно издание на турнирот во Струга. Разговараме со Јовица Плушковски, еден од членовите на организациониот комитет кој што во последно време постојано дел од овој турнир. Еве чисто ни преостанува уште еден надпревар да се спушти завесата. Колку како организационен комитет сте задоволни од тоа како се одвиваше самиот турнир? Со оглед дека самата организација на турнирот започнува неколку месеци пред почетокот на истиот, како во однос на подготовка на игралиштето, како во однос на подготовка за сместување на екипите и судиите, делегатите, официјалните лица, така и по однос на самите игри кои што се однесуваат на теренот на ракометното игралиште Женска плажа во Струга. Сега Горан Поповски Бабец. Проблемот со кој што се соочуваме заради тоа што времето е неизвестно какво ќе биде и мора да спремиме и салата што се наоѓа во училиштето Нико Нестор. Од тука се работи за мала екипа од околу 6 лица кои што се грижат за организација на самиот турнир и ние самите сме лично задоволни од организацијата на годинешниот 50-ти турнир кој што се одржува во Струга и сметаме дека успешно го организиравме. Се надевам дека пофални зборови ќе добиеме и од екипите и од самите официјални лица на турнирот кои што учествуваат. Еве денеска имавме случај да имавме дожд. Колку време ви требаше да целата таа екипа да се префрли од овој игралиште во Нико Нестор и повторно таму да се префрлиме овдека за да можат последните два надпред да се одиграат? За денешниот ден, уште во текот на вчерашниот ден бевме известени и информирани дека до 16 часот ќе има можност за да има дожд и од тие причини самите надпревари за 7-мо место и за 5-то место се одржава во салата Нико Нестор. Тоа изискува големи потреби за лагања посебни, бидејќи се пренесуваме комплет и со записничка маса и со сите реквизити кои што се потребни за одржување на еден надпревар. Олеснителна околност е што во случајот истата екипа која што се грижи за организација на еден надпревар на РК Струга во текот на годината учествува во организација на турнирот. Проблем е што во текот на еден надпреварувачки ден се соочуваме со 3 надпревари кои што се одржуваат, а се работи за објект кој што има само 2 собликувални и тоа треба посебна организација во однос на делот помеѓу два надпревари во тековниот ден. Иако не е завршен се уште турнирот, се уште не се сумирани резултатите, кои се размислувањето на екипите? Што е тоа што им се допаѓа, на што треба да се обрне внимание, можеби во иднина? Секоја година разговараме и со официјалните лица на клубовите кои што учествуваат на самиот турнир и сметам дека секоја година турнирот оди во нагорна линија и неговата организација. Сите добронамерни критики ги прифаќаме и во иднина ќе се погрижиме за уште подобро да се организира наредниот турнир.